На почетокот сме на летната туристичка сезона, време кога вработените во туризмот интензивно се подготвуваат да ги пречекаат првите гости. Нашава република се наоѓа на крстопотот на големите светски патишта по кои минуваат илјадници туристи одејќи на север или југ. Што се сме направиле за да го искористиме тоа предимство и да ги пречекаме овие современи туристички номади што само поминуваат и нашава република, но и патем што би требало да оставаат нешто во вкупниот туристички колач. Пред да ја поминеме делницата, наминавме во Републичката станица за контрола и регулација на сообраќајот во Петровец и го замоливме командирот Томе Јошевски да не информира за неговите согледување за безбедноста на сообраќајот и за состојбата на целата инфраструктура под должината на автопатот. Магистралниот пат Табановци-Ѓевѓелија и Скопје-Охрид по својата должина и оптовареност представуваат најважни патни правци кои се карактеризираат како дел на европската мрежа со голема раздвиженост на моторни возила кои патуваат према туристичките места Охрид, Струга, Дојран и соседна Грција. Оваа година се очекува поголема раздвиженост во сообраќајот за време на туристичката сезона со дадената можност на одлуката на извршниот совет да наши граѓани едно патување во странство не плаќаат депозит. Заради нормално одвивање на сообраќајот и непречен застој, оваа станица на милиција со оделенијата во Петровец, Демир Капија и Тетово ги изврши сите припреми за преземање на соодветни мерки во врска со туристичката сезона, при што пристапи кон систематско следење и анализирање на причините што ја загрозуваат безбедностната состојба и елиминирање на основните извори на дисциплина, со преземање на зајакнати мерки према потешките видови на деликти. Во врска со туристичката сезона, со представници на Комитетот за сообраќај, СИЗО за патишта, Македонија пат, Туристичкиот сојуз и МАК Петрол, одржани се договорни состаноци за навремено отстранување на одредени неповолни состојби, како на патот, така и на патната сигнализација, уредноста на бензинските пумпи, хотели, мотели, извршување на задачи на Автомотосојузот и друго. Од извршениот увид на овие состојби може да се види се уште голем број на недостатоци како што се ударни дупки, нечисти коловожни површини, неуредени паркинг простори и стојалишта, неуредност во хоризонталната и вертикалната сигнализација, неуредност на банкини, отворени диви премени, бујна вегетација која го затвора видот на сообраќајните знаци, невидливи и нечитливи патокази, оставена хаварија и слично. На бензинските пумпи и на одредени паркиралишта се уште има недостатоци на расфрлани отпадоци, неуредност на санитарни чворови и слично. Во поглед на извршување на задачите на Автомотосојузот може да се каже дека присутни се на патот само 12 часа со отстапување во ноќните часови, кога на граѓаните им се најпотребни за време на туристичката сезона. Истите излегуваат на пат недоволно опремени, со резервни делови, несоодветен работен кадар, скоро 90% се механичари, а не автоелектричари. Во кратко би ја извесил безбедносната состојба за првите 5 месеци од оваа година на автопатот од Табановци до Ѓевѓелија и магистралниот пат Скопје-Охрид, каде што се имаат случајно вкупно 80 сообраќајни незгоди со потешко, односно полесни последици, од кои најзагрозен патен правец е подрачјето од Тито Велес до Ѓевѓелија, каде што животот го имаат загубено 3 лица. Возачите најчесто ги имаат предизвикано сообраќајните незгоди поради овие причини: поради неприлагодување на брзината, поради непрописно пристигнување, недржење на растојание, поради алкохол, поради замор, техничка неисправност, неисправен товар, недржење на своја страна, животни на пат и слично. Против возачите и одговорните лица се покренати барања за прекршочна и стопанска постапка. А над возачите на лице место изречени се исто така и голем број на казни, 22.154 наши и 4.290 странци. На крајот би рекол
односно би му препорачал на сите учесници во сообраќајот кои патуваат на овие патни правци да бидат повнимателни и подпрепазливи, да не вршат престигнување, посебно на колони на возила, односно да ја прилагодат брзината према условите на патот и другите состојби. Ќе ја поминеме делницата од Табановци до Гевгелија и во наредниве 20 на минути ќе ве информираме за состојбата на оваа делница. Недалеку од селото Табановци, туристите што транзитираат низ нашата република го започнуваат патувањето возејќи по современо изграден автопат, битен услов за удобно патување. На само 10 километри близко до автопатот кај селото Романовци ги привлекува новоизградениот мотел на Мак Петрол. Убав објект кој во својата близина има бензинска пумпа и киоск каде што туристите можат да добијат информации за понатамошното патување или да се снабдат со бонови за гориво. Во мотелот стигнуваме напладне. Веќе на излезот во ресторанот не пречекува жагор од мноштво туристи што тука се освежуваат со ладни пијалаци или нестрпливо чекаат да пробаат некој од нашите специјалитети на Скара. Пријатната атмосфера наеднаш ја прекинува гласното негодување на една посетителка. Свртуваме внимание кон просторијата од каде што току-што пристигна и причината за нејзиното незадоволство веднаш не станува јасна. Непријатните миризби и нехигиената во санитарните простории оставаат лош впечаток при престојот во овој инаку убаво уреден ресторан. Од ресторанот се упатуваме кон бензинската пумпа. Веднаш уочуваме дека апаратот за пумпање гуми е исправен. Ги проверуваме гумите на нашето возило, бидејќи тоа немавме можност да го сториме на некоја пумпа во нашиот град. На само 3 километри од автопатот на влезот во Скопје, во приквечерните часови, го посетуваме автокампот на комплексот Белви. На рецепцијата, не пречека никој. А во кампот сретнавме неколкумина туристи, дојдени веројатно случајно, бидејќи никаде на патот не е обележено дека тука се наоѓа автокамп. Дежурниот на бензинската пумпа во склоп на овој комплекс не пречекува со зборовите. Почекајте со снимањето за да го ставам цревото за пумпање гуми. Се прашуваме, дали оваа љубезност важи и за другите возачи или е привилегија што ја користиме благодарение на нашата камера. Утредента патот го продолжуваме кон Тито Велес. На бензинската пумпа кај селото Билимбегово се снабдуваме со гориво. Краткиот престој беше доволен за да се уочи нехигиената, вообичаена за нашите бензински пумпи, како на санитарниот чвор, така и надвор од него. Апаратот за пумпање гуми, исправен, но неупотреблив. Причина, како и на претходната пумпа, цревото не беше ставено. Нашето следно запирање е на бензинската пумпа во Катланово. Изненадени сме од голем асортиман на стоки. Не е потребно да ги набројуваме. Доволно е само да речеме дека тука може да се набави се она што на еден турист кој транзитира воопшто не му е потребно, облека или мотоцикл, на пример. Недалеку од бензинската пумпа се наоѓа убаво уреден автокамп со дебела ладовина, што е добре дојден за туристите. Но пристапниот пат е лош, а за правецот кон Скопје од Гевгелија и нема приод. Голема штета. Наша вообичаена практика. Ако го има основното, фали споредното. Во случајов патот. Патот го продолжуваме низ кањонот на Пчиња. Возиме во колона и покрај тоа што двете ленти од коловозот се наменети за сообраќај во еден правец. Возачите пред нас не претекнуваат, бидејќи од поставената сообраќајна сигнализација се добива впечаток дека се работи за пат на кој се сообраќа во два смера. Помислуваме дека можеби така е и подобро. Зашто неретко се случува, дури и среде бел ден, да најде возило од спротивен правец, што понекогаш завршува со кобни последици. Паркинг просторот на овој дел од делницата, малку оддалечен од автопатот, овозможува пријатен одмор за изморените возачи.
Ovoj parking prostor со убава околина би можел да се оживи со еден мини маркет или продавница. Може би тогаш некој би водел грижа за хигиената, што засега е на незавидно ниво. Во близина на езерото Младост поставени се табли за информирање дека тука постои ноќевалиште и ресторан, но тие се тешко уошливи за да го скренат вниманието на возачите. На бензинската пумпа во Тито Велес пристигнуваме во ек на утринското чистење. Не пречекува вработениот со зборовите. Што можеме да сториме за вас? Му се заблагодаруваме, ја вадиме камерата и тој ја продолжува својата работа, а ние својата. Реткост во коректно однесување на вработените од Мак Петрол. Се прашуваме дали е со сите така. Ако е, тогаш многу пофалби. Според редовното одржување и добрата снабденост на оваа пумпа се чини дека тековното работење се одвива без проблеми. Оддалечувајќи се од Тито Велес, ги поминуваме последните километри од автопатот и се вклучуваме на пат каде што сообраќајот се одвива во двата правца. Брзината на движењето на колоната од автомобили е намалена, а будноста на возачите знатно зголемена, бидејќи е често претекнувањето на возилата од спротивниот правец. Понесени од првата гледка на мноштво продавници и кафеани, возачите најчесто запираат во местноста Градско. Патникот, што овде ќе излезе од својот автомобил, може да понесе само една многу лоша, дури погрешна слика за нас, бидејќи всушност и не сме баш толку лоши. Прашината и нехигиената овде царуваат насекаде. На неуредениот паркинг простор, импровизираниот пазар, во продавниците, па дури и во двете кафеани, што повеќе личат на шупи и кои моментално беа затворени од санитарната инспекција. Оваа типично балканска гледка својата кулминација ја доживува на бензинската пумпа. Хигиената е овде непознат поим. Вецето не работи. Па тоа што компресорот за пумпање гуми не работи, дури и не се забележува. Со еден збор, под секоја критика. Од другата страна на патот се наоѓа уште една бензинска пумпа, која е во многу подобра состојба од комшиската. Се чини менталитетот на вработените од оваа пумпа е сосема поинаков. На 100 метри подолу се наоѓа мотелот на Интернационал, кој во својот состав има и камп. Ако доаѓате во приквечерните часови, во него ќе ве пречека човек што наместо во кампот на Интернационал ќе ве упати во соседниот приватен мотел 505. Очигледно, на собственикот на мотелот не му е доволна големата реклама на патот, па поставува човек кој ќе ги бира гостите. Собственикот на мотелот е бивш директор на угостителската организација Интернационал и угледен граѓанин, па веројатно поради тоа, ова самоволие се толерира со години. Недалеку од Градско е Стоби. Овој стар град, споменик и убавите места покрај реката Црна нудат неслутени можности за транзитен туризам. Но токму тука не сме направиле речиси ништо. Освен паркинг просторот и ресторанот, на туристот не му се нуди ништо друго. Над самиот автопат во местноста Неготино стациониран е хотел Парк.
slabo je poseten, во што удел има и недоволната означеност на патот. За разлика од него, кампот Антигона, чија рецепција работи од 17 часот попладне до 9 часот наутре, има повеќе посетители. Во склоп на овој комплекс има кафеана и бензинска пумпа со продавница за автоделови. Продолжувајќи го патот кон Демиркапија, се запираме на бензинските пумпи лоцирани од двете страни на патот. Навистина сме пријатно изненадени. Со добро одржуваното зеленило и хигиената, како и со добрата снабденост, овие пумпи слободно можат да се прогласат за најпримерни на целата делница низ нашава република. Во близина на пумпите е тунелот во кој во последно време се зачестени сообраќајните несреќи. Причината за ова е сосема јасна. Светлата во тунелот се неисправни. Ваквата состојба со светлата во тунелот трае со години и крајно е време одговорните да се погрижат за нив, затоа што нивната немарливост некоја плаќа со живот. На делницата од Демиркапија до Гевгелија возиме со помала брзина, грижејќи се да ги избегнеме дупките на руинираниот пат. Од десната страна на патот, во кањонот на Вардар, се наоѓа уреден паркинг простор со природна чешма. Тука хигиената ја одржуваат работниците на Македонија пат, основна организација на Здружен труд Тито Велес, но како? Најдобро ќе илустрира нашата камера. Во склоп на бензинската пумпа во Валандово има снег бар и мини маркет. Снег барот засега го наоѓа своето право место, но лошата снабденост на мини маркетот го чини сосема бескорисен. Идејата за отворање на снег барови и мини маркети е за секоја пофалба, дотолку повеќе што недостигот на вакви објекти во склоп на бензинските пумпи не подсетува дека на туристот што транзитира низ нашава република не му го нудиме она што најмногу му треба. На патот кон Гевгелија сретнуваме возач со застава 101 кој бара помош од автомеханичар. Од истиот бевме замолени да ја повикаме SP службата од Гевгелија. Во автомотодруштвото во 15 часот беше затворено. Во близина на бензинската пумпа не информираат дека ваква служба дежура на граничниот премин. Кога ги замоливме да се послужиме со телефонот за да ја повикаме дежурната служба, нељубезно не одбија, но веднаш потоа испратија приватен автомеханичар од Гевгелија. Очигледно, љубезноста на вработените од оваа пумпа е резервирана само за нивните луѓе. Уморните патници во Гевгелија можат да се сместат во мотелот покрај Вардар или во новоизградениот хотел од висока Б категорија Југо. Нашето патување го завршуваме на самиот влез во нашата земја, граничниот премин Богородица. Печатокот е поволен. Модерната зграда за царинска и пасошка контрола, преминот со 4 ленти и брзото и ефикасно работење на цариниците допринесуваат туристот да биде пријатно пречекан и испратен од нашава земја. Во прилогов ги искажавме нашите согледувања и карактеристични гледки, собрани патем од Табановци до Гевгелија. Повеќе критикувавме од што фалевме, но целта ни беше добронамерна. Идната година да не се повторат недостатоците за кои со години зборуваме. За веродостојноста на нашите констатации нека послужат и исказите на неколкумина анкетирани туристи. Ja, ich meine, auf der Weg hier nach Mazedonien von Deutschland nach Griechenland oder von Низ Македонија минувам на пат за Грција и на враќањето од Грција и не би можел многу да кажам, освен тоа што тоалетите би можеле да бидат малку почисти, а луѓето да бидат малку пољубезни. Да го немам тоа чувство дека сум машина, а не човек. А тоа мислам дека лесно може да се постигне. sind wir sehr gut behandelt worden. Паркинзите, право да ви кажам, не се никакви. Во Македонија единствено не достига тоа. Ако во Југославија те притегне, тоа е малку потешко.
pour s'arrêter. In Jugoslavia, le parlo di circa 10 anni fa. Во Југославија доаѓаме 4-5 години поред на одмор на море. Но престанавме зашто луѓето се нељубезни на пумпите, камповите се нечисти без вода, не можеш да добиеш помош. Заради тоа и јас и моите пријатели не доаѓаме во Југославија заради овие мотиви. Пред се, апсолутно недостига љубезноста. Сите се нерасположени кон туристите. Не сваќам зошто. Molto importante avere l'acqua, avere queste cose che qui non esiste. In più la cortesia manca assolutamente. Sono tutti indisponenti nei riguardi dei turisti. Non capisco perché. На 29 минатиот месец беше донесен новиот закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата во нашата република. По тој повод во нашето студио го поканивме Љубомир Димчевски, начелник на Оделението за контрола и регулација на сообраќајот при Републичкиот секретаријат за вратешни работи, да не информира кои новини се донесуваат во новиот закон. Новиот закон за безбедност на сообраќајот содржи повеќе правни решенија, нови правни решенија кои се резултат на барањата, современите барања и потреби на сообраќајот и неговата безбедност. Новите решенија во законот се значени од два аспекта. Прво, од аспект на безбедност на сообраќајот, се очекува дека со новите законски одредби ќе дадат значаен придонес во безбедноста на сообраќајот и второ, од аспект на припремите за негово спроведување, кој што ќе се применува од 1 септември оваа година. Јас ќе спомнам само неколку од позначајните новини кои што ги содржи новиот закон. Прво, во поглед на правилата за движењето на пешаците, како ново правило, представува обврската на организациите кои што примаат, организациите образовно-воспитни организации кои што примаат ученици на школување во првото одделение, да задолжително да им го соопштат најбезбедниот пат и начинот на доваѓање и враќање од училиштето. Понатаму, како втора позначена законска новина, представуваат одредбите во поглед на превезување на лица со автобуси. Со новиот закон се забранува да се отварат вратите на автобусот додека е тој во движење. Понатаму, возачот не сме да крене од место со автобус, се додека патниците не се безбедно сместени и не се обезбедени во автобусот. Понатаму, позначени новини представуваат во поглед на оспособувањето на кандидатите за возачи. Кандидати за возачи и понатаму ќе се припремаат во практичниот дел за возачкиот испит во автошколите, а по теоретскиот дел им останува и понатаму има право дека ќе може да се подготвуваат самостојно, со тоа што новина представува одредбата да задолжителна е проверка на претходна проверка на знаењата на кандидат за водач пред да отпочне со практичното подготвување за управување со моторно возило. Тоа значи дека би ги провелиле знаењата автошколите, па тек тогаш би одел на комисијата за полагање на водачки испити. Да. И тоа и во случај кога кандидатот за возач самостојно се подготвува по прописите за безбедноста на сообраќајот. Понатаму во поглед на местото на подготвувањето и понатаму подготвувањето на кандидати за водачи ќе се врши во автошколите. Меѓутоа постои овластување да автошкола може да организираат, односно да кандидати за водачи да подготвуваат и организации на здружен труд кои што подготвуваат кадри за сопствени потреби и организации кои што вршат подготвување на кадри за одредени занимања и Центарот за образование
на кадри за безбедност и обществена самозаштита. Возачкиот испит и понатаму ќе се полага во органите за внатрешни работи, со тоа што постои можност возачкиот испит да се полага и во организации кои што вршат подготвување на кадри за одредени занимања. Понатаму позначни новини представува во поглед на регистрацијата на возилата на моторен погон. Се работи за значајна новина во поглед на регистрација на тракторите. Со новиот закон изоставање поимот земјоделски трактор, така да сега сите трактори ќе се регистрираат како и сите други моторни возила. Значајна новина представува и одредбата во поглед на одвијањето на сообраќајот во зимски услови. Сите моторни возила и работните машини, без оглед на зимските услови, се должни да бидат опремени со зимска опрема во временскиот период од 15 ноември до 15 март во годината, без оглед, реков, на временските прилики. Значи секое возило во тој период ќе мора да носи зимска опрема. Да, без оглед на... Јас сега би се вратил уште малце на она точка кај што рековте полагањето на водачките испити ќе ја вршат органите за внатрешни работи, меѓутоа и организации кои имаат за определени занимања. Што тоа конкретно значи определени занимања? Па тоа се организации кои што се во системот на постојаќето образование, организации кои што се бават со припремање на кадри за одредени занимања, кои што денеска во нашата пракса и не постојат практично. Такви организации немаме. Меѓутоа се дава таква можност да и овие организации Значи во практиката останува и понатаму возачките испити ќе бидат при органите за внатрешни работи, а теоретски се овозможува на другите организации кои ги рековте и набројавте дека ќе може да одржуваат водачки испити. А за сега ги нема тие. За сега таква организација не постојат. Новина е една од новините е да во комисиите за спроведување на водачкиот испит, еден член во комисиите ќе биде ангажиран од автошколите. Така да на овој начин автошколите ќе бидат во можност да учествуваат во испитувањето на кандидатот за водач и во следењето на неговата припременост. Значи дека инструкторот што го подготвува кандидатот за возачки испит ќе присуствува и на испитот, односно пред испитната комисија заедно, така да може да и он ја оценува својата работа која веќе ја вложил во текот на обуката на возачот. Па сега дали во секој случај ќе биде тој истиот инструктор кој што го подготвил кандидатот за водач, меѓутоа еден представник, односно член од автошколата ќе биде како трети член во комисијата за полагање на возачките испити. Секако дека овдека има уште многу новини, ние секако мислам немаме време во овој прилог да ги објасниме, меѓутоа во иднина ќе се потрудиме да на еден наш својствен телевизиски начин ова го соопштиме.